продолжение ќе го поставиме прашањето: ќе профункционира ли повторно македонскиот лекторат во Тирана? Македонците во Албанија покрена иницијатива за повторно активирање на македонскиот јазик на универзитетот во Тирана. Многу повеќе детали во продолжение од прилогот на колегата Кирил Стојанов. Македонското друштво Илинден од Тирана достави официјално барање за реактивирање на лекторатот по македонски јазик на универзитетот во Тирана. Лекторатот кој функционираше до пред 10 години, поради недоволна ангажираност се затвори, а оваа иницијатива е одлична можност за истото пак да профункционира. Интересот помеѓу македонците во Албанија е голем, а интерес постои во македонското здружение Илинден, како и кај меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИ. Иницијативата се однесува на повторно отворање на лекторат по македонски јазик. Имено еве за вашите гледачи да кажеме дека таков лекторат постоеше предходно, пред едно можеби 10, можеби повеќе 15 години беше. Тој работеше таму од некои причини, не сум била јас во тоа време, не можам да кажам кои се точните причини зашто престанала работата на лекторатот по македонски јазик. И сега еве ова иницијатива доаѓа, навистина мислам дека е голем потек ако успееме да реализираме во 2023 или можеби во 2024, бидејќи сепак има доста чекори што треба да се направат, но ете, ја имаме иницијатива. Таа доаѓа од тоа наше македонско малцинство што живее во Албанија. Тие се граѓани на Албанија, меѓутоа се чувствуваат како македонци, зборуваат македонски и зошто да немаат можност македонскиот јазик да го изучуваат и на факултетско ниво, тоест на универзитетско ниво. Македонското малцинство е второ по големина во Албанија и како такво ги има сите права да може да го изучува својот јазик и на универзитетско ниво, вели професорката Весна Мојсова-Чепишевска. А токму интересот кај македонското малцинство е причината за покренување на ваква иницијатива. Отварање на ваков лекторат во земји каде што има македонско малцинство не е ништо ново, туку продолжување на низата вакви примери кои со успех функционираат во повеќе земји. Македонското малцинство, не знам колку знаете, е второ по големина малцинство во Албанија. Значи второ по големина. И тоа не е мала бројка. Ако е второ по големина, тоа треба да ги има сите права на можност да го изучува јазикот, не само во основните училишта како факултативно, како добра волја или така натаму, или како изборно, туку да може да се изучува и на универзитетско ниво. И секогаш, да речеме, кога имаме лекторати, каде што имаме и добро организирано малцинство, работата оди многу добро. Например, такво е големото искуство кое што го имаме во Риека. Такво искуството кое што го имаме во Истанбул, сега е во Анкара. Такво искуството кое што го имаме во Ниш. Знаете како имате таму ваше малцинство кое што се грижи за својот јазик, но и за својата култура. И тогаш е многу полесно и соработката која што ќе се оствари помеѓу еден лекторат по македонски јазик и нормално малцинството кое што живее таму. Така што мислам дека сме на вистинскиот пат, треба само малку добра волја, енергија, еве и тоа да го избуткаме и навистина да се радуваме на еден ваков момент, а тоа е отворање на лекторат по македонски јазик во Тирана. УКИМ целосно ја поддржува ваквата иницијатива, а воедно нашиот универзитет има воспоставено и договор за соработка со универзитетот во Тирана. Освен волјата на УКИМ и Македонското здружение од Албанија, поддршка ќе биде потребна и од македонските министерства и институции, со цел оваа идеја да дојде до реализација. Она што го кажавте, волјата од двете страни, да речеме, од ова здружение, нели, за македонците во Тирана, секако и од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, но треба да кажеме дека постои меѓууниверзитетски договор подпишан кој што е важи до 2026, нели, тие се договори кои што можат потоа да се обновуваат, но е активен, тоа сакам да кажам. И врз основа на тоа, значи, ние треба да поднесеме барање за отворање на лекторско место. Значи, конкурс ни треба. Јасно кажано, конкурс ни треба. Секако знаеме дека тие се малку потешки работи, нели, за посебно кога се работи за нешто ново, но јас верувам дека имаме добар слух во правец на тоа, затоа што се работи, нели, за еден вистински потек што треба да го направиме
за нешто што било сме го изгубиле во меѓувреме да го вратиме, а тоа е тој лекторат во Тирана. Така што потоа ќе чекаме добри вести и од Министерството за образование и наука и од секако од Министерството за финансии, без нив не може, и од Министерството за информатичко општество, сите тие се три врзани, за да го добиеме тоа ново место за лектор по македонски јазик на Тиранскиот универзитет. И потоа ќе почнат преговори, да го ствариме тој конкурс, преговори околу тоа како ќе почнеме, што ќе почнеме. Добро е што во Тирана е таму и амбасадата на нашата држава, таа може многу да помогне во сите тие работи. Така што мислам дека има добра клима и дека треба да го искористиме. Ако веќе тргнало, да не застанеме. Доколку ова идеја ја помине целата фаза и се прејде на реализација, интензитетот на одвивање на активностите ќе се координира со тамошниот универзитет, а од страна иницијаторите постои сериозен интерес за разработување на целата идеја. Можноста за изучување на мајчиниот јазик е одлична можност за задржување и надградување на националната свест кај македонските малцинства на секаде во светот, а таквите иницијативи заслужуваат целосна поддршка и помош од сите надлежни институции.